По повод отворените денови за катастарот, денеска директорот на Агенцијата за катастар и недвижности Славе Трпевски оствари средба со градоначалникот Радко Димитровски, на која се разговараше за новите решенија, а воедно и се направи анализа на деталите во новиот систем, со цел што помасовно вклучување на граѓаните во процесот, а тој предвидува тие самите без да прават елаборати да го запишат својот имот. Инаку општина Кочани е меѓу првите кои ги потпишаа договорите за користење на електронскиот шалтер, што дополнително им ја улесни работата на граѓаните, да не мора за секој проблем да одат во катастар, туку во општината да се информираат за сите недоумици. Електронскиот шалтер, односно системот преку кој што сите одобренија за градба, предбележување на градби, првите уписи треба да се вршат од страна на општината до катастарот. Тој е пуштен, ево примена, тука сме денеска да ги договориме со началникот и деталите и очекуваме во многу скоро време и преку овој систем од страна на општината сите овие одобренија за градба, предбележување на градба да бидат пуштени. Градоначалникот Димитровски е задоволен од досегашната соработка и функцијата на електронскиот шалтер, со кој се улесни работата како на граѓаните, така и на администрацијата. Општина Кочани е една од првите која што го потпиша договорот со агенцијата за користење на услугите по електронски пат, така да ние тоа го скративме на нашите граѓани, веќе можеме да вадиме имотни листови од кај нас, ја олеснуваме работата и на нашата администрација и на граѓаните. Исто така го потпишавме договорот за катастар, разговараме за тоа да можеме да го операционализираме, односно да оние ситни проблеми кои што се јавуваат во делот на софтверот ги надминеме. Се на се, задоволство ми што имаме една мощна, добра, мощна, плодна соработка и задоволство е дека општината Кочани е една од првите која што ги прифаќа новитетите кои што се од Агенцијата за катастар. Од агенцијата информираа дека општина Кочани со потпишувањето на договорот во иднина ќе биде во првите дигитализирани општини во кои издавањето на податоците ќе биде побрзо и поедноставно. Во моментот агенцијата работи на поврзување со нотарите во Кочани, а 4 се веќе вклучени во